Почитувани гледачи, добар ден. Добре дојдовте во уште едно издание, второ поред во нашиот демократски импулс. Тука знаете дека ќе говориме за разноразни општествено-политички теми, како и минатата емисија, така и денеска имаме мощен интересен гостин. Не би сакал многу да дожам околу најавата, заради тоа што имаме стварно што да си кажеме, да не му одзимам време. Председателот на едниот од 4 независни синдикати при АРМ, Александар Насковски. Добар ден. Александар, добар ден. Чувствуваш се како дома. Се надам дека ти е пријатно во наше студио. Супер. Најнапред на самите, пред да почнеме на самиот почеток, кажи ни од каде си, нешто повеќе за тебе. Јас сум роден во Скопје, 1980 година. Татко на 2 деца, оженет, во армијата од 2002 година. Значи долги години. Долги години. Од 99 година служев редовна војска во војна полиција. После тоа отидов како резервист во полициските сили, како бранител во 2001. Да, активен учесник во 2001 година. И од таму, од 2002 година па до денеска професионален војник во армијата на Република Македонија. Значи, ако смеам да заклучам, ти откако знаеш за себе, си тука некаде, или полиција, или војска? Носам така униформа, 25 години скоро, и во служба на државата. Така. Од секогаш си сакал да бидеш професионален војник? Како се започна ова приказна? Имав ја по други амбиции да бидам и повише, конкурирав неколку пати за војната академија за офицер, но неуспешно. Да се запишам, па затоа кариерата ја свртевме на професионален војник на одбрана на државата и нели како период кој што после војната почна нагло да се вработуваат и да се формира професионалната армија во армијата на Република Македонија, одлучив да се вработам таму и еве од тогаш па наому кариерата 23-та година ја тераме во армијата. Што и не е така лошо да се биде професионален војник, претпоставам дека ви е особена чест. Какво е чувството да се биде професионален војник? Професионален војник е чувството добро ако си ја сакаш државата, ако сакаш да придонесеш во одбрана на државата, да се изградиш како личност и да придонесеш за мир во државата, нели, благосостојба и за сите граѓани и како и за себе, но има и голем предизвик со тоа што тешко е да се биде професионален војник во денешно време, посебно во нашава армија, затоа што дали си доволно ценет? Дали чувствуваш дека си доволно ценет? Твојата професија, твојата фела е доволно ценета и почитувана од општеството, од државата? Мислам дека од граѓаните сме повеќе ценети отколку од државата. Затоа и е мојата друга професија, хонорарна професија, председател на синдикат на професионални војници, со цел која што ја водам со цел да се решат некои проблеми во армијата, посебно статусот на професионалните војници, бидејќи од осамостојувањето на Република Македонија, професионална армија има од 94 или 95 година, точно не знам, тоа беа специјалните единици волците, како први професионални војници или војници по договор, тоа време и после се други доаѓа. Сега се формира на целата професионална армија и нели според НАТО како што треба, но мислам дека многу работи не сме направиле за да биде се како што треба и ги немаме сите права како што треба да ги имаме. Ќе говориме и за синдикатот и за вашите проблеми што ве тиштат. Би сакал да ве запрашам, дали мислите дека треба да се врати војниот рок или не? Околу ова горливо прашање, заради тоа што многу мислења се поделени. Што мислите вие? Моето мислење е дека треба да се врати војниот рок, посебно за младите луѓе, нели сега можат и девојчиња, жените да служат војска. Се повеќе женски има. Да, женски имаме многу колешки професионални војници и старешини, офицери, подофицери исто.
една личност за да се изгради, мислам дека војската е вистинскиот момент, дисциплина, култура, однесување, еден карактер на човек кој што во тој период кај што се оформува е најбитен и мислам дека треба да се врати заради и доброто за младината, нели, нивното однесување кон општеството, нивната култура надвор и така натаму. И многу други навики се стекнуваат за доброто на самиот човек. Така, ако смеам да заклучам, наведовте дека за самата личност, за самиот човек е добро војска за неговите навики, така? Да. Така. Кажете ми, дали во поново време младите се одлучуваат за вашата професија, знаејќи дека не им е решено клучното прашање околу нивната пензија? Младите, мислам дека и во разговор со младите професионални војници, повеќето се одлучуваат да дојдат во армијата само од финансиска причина, економска причина, кај што ќе добиваат редовна плата, редовни примања, нели, државен сектор, јавен сектор и некоја сигурност околу работата, бидејќи нели знаеме како е кај нас во приватниот сектор. Мислам дека не се свесни, не ја знаат целата вистина дека ќе потрошат голем дел од нивните најубави години во армијата, но нема да го добијат тоа што го заслужуваат, тоа што ние го бараме како синдикат и како што сметаме дека како граѓани на оваа држава сме дискриминирани и секако бараме тоа решавање на тоа прашање, значи најбитното пензионирањето на професионалните војници. Така да мислам дека професионалните војници се залетуваат како само од финансиска причина да се вработат во армијата, не од некој друг аспект. Се трудиме со синдикална едукација да им појасниме како стојат работите во армијата и дека треба да се изборат за нешто подобро. Добро, сега би говореле на едни малку посериозни теми, погорливи прашања. Би сакал најнапред да се обратам кон нашите ценети гледачи. Вие имате некакви документи, некакви докази како што велите вие, би сакал нормално документите се ваши, да говориме, да ве замолам за се што имате докази, за тоа што немаме да не говориме. Сакам да ве запрашам, вие сте председател на синдикатот, не еден од 4 синдикати, да. Но вашиот синдикат е оспорен правно, ако не се лажам, во моментов. Зашто, докаде е тоа, што се случува? Синдикатот функционира правно не е оспорен, оспорен е на ниво на некоја си усмена желба на чија желба? Бивш работодавец, бивш министер за одбрана. Значи, синдикатот си функционираше согласно законите во државата, согласно сите законски одредби. Едни лица кои што се дел од третиот синдикат во армијата направија одреден фалсификат кој што го доставија до Министерството за одбрана и работодавачот, тоест претходното раководство во Министерството за одбрана одлучи тоа да го блокира синдикатот врз основа на тие незаконски документи од тие трети лица и да го спречи синдикалното делување и работење на синдикатот со тоа што е сопре и членарината. Значи, он е само интерно внатре е спречена легално, да, фактички. Легално, документовано, се е нормално, се функционира, председател сум си секако јас. Тоа не е никако спорно, тие документи се доставени до Министерството, но 6 месеци имавме до промена на власта, имавме блокирање на синдикатот, кој што се сопре членарината со тоа функционирањето на ниготешно функционирањето на синдикатот, но борбата за подобрување на правата не може никој да не оспори, за тоа не ни треба никакви финансии. Овие лица направија фалсификат и од 1 декември минатата година, од 2023, 1 декември го сопреа функционирањето на синдикатот, се до мај месец, каде што членарината беше сопрена и собирана на посебна сметка во Министерството за одбрана. Лицата направија, првите што го направија фалсификат, направи втор фалсификат, кај што ме сменија како властено лице на сметката во банката.
Како е возможно тоа? Со фалсификувани документи се е возможно. Чим помине во Министерство за социјална политика, демографија и млади, решението од тие лица кај што јас сметам дека таа институција е многу корумпирана. Тоа се докажа со овие 4 фалсификати до денеска што се направени од нив, и тоа во период од една година. Тие лица направија втор фалсификат кој што им помина во Централен регистар, лесно се спроведе во Министерството, бидејќи постоја структури кои што секогаш работеа против професионалните војници, посебно против синдикат на професионални војници. И успеа тоа да го направат, и од кога го направија вториот фалсификат, кога ми избришаат од власно лице на сметката, финансиските средства што беа собирани целите 6 месеци беа префрлени на лице кој што не е овластено на синдикатот и на друга сметка кој што не е на синдикатот. Така да фактички парите отидоа, се украдоа, реално кажано парите, на ваков начин, и од тој момент наваму уплаќањето на тие пари продолжуваат на таа сметка. И затоа имавме реакции до новото раководство на Министерството за одбрана. Ова се сериозни обвинувања, стварно имате, се надевам дека некакви докази Да, се е документовано, но проблемот е, тоест не е никаков проблем. На обвинителството ќе им биде многу лесно, само треба да го сработа тоа. Веќе има поднесено 6 кривични пријави што се поврзани со овие работи, од кои има од ваша страна. Од моја страна, да, против овие лица. И тоа тие се сите во процедура. Верувате во правдата на крајот од денот? Па верувам затоа што на сите овие луѓе што го направиле тоа, покрај нивното име и презиме си ставиле потпис. А и покрај нивниот потпис си ставиле лични податоци кои што не може никој да ги има. И тие документи ги доставиле до организации, до институции кај што секогаш ќе има трак, никогаш не може да биде избришено, и значи нивниот криминал има трак. Така да неизбежно е прашање на време кога ова ќе дојде, и е голем скандал. За жал не треба да има вакви работи во армијата, но секаде има луѓе кои што работат незаконски, затоа и корупцијата е на максимално ниво во нашава држава, тоа сите го знаеме. Какво е чувството да се биде претседател на еден од 4 синдикати? Кои се вашите права и кои се вашите обврски? Голема обврска е да се биде претседател на синдикат, бидејќи доносиш огромен товар. Во борбата за правата која на некоја помаргинализирана група, како што се и дискриминира на професионалните војници, секогаш ќе имаш обструкции, секогаш ќе имаш притисоци, секогаш ќе имаш некој што не му се допаѓаш, секогаш ќе имаш сопки во функционирање, но привилегија нема привилегија, има само чест и гордост да бидеш лидер на група што нема права како и другостанатите припадници во армијата, а тоа се огромна бројка, 3000 професионални војници. Ние сме најголема вработена категорија во Министерството за одбрана и носители на сите извршни действија во армијата. Така да дали имате поддршка и соработка со останатите синдикати во армијата? Искрено нема. Се надевам дека не сте раскарани сите. Па така некаде. Ја немам таква намера, со никој не се карам. Значи мојата цел е секогаш да синдикализмот да се шири, и ние имаме една иста цел, ама ако ја сваќаат синдикатот, го сваќаат исто како мене. Очигледно некои не го сваќаат. Ние понудивме соработка со еден синдикат во армијата кој што е репрезентативен и на претходниот претседател и на сегашниот, за соработка, да се подпише еден меморандум за соработка за прашања кои што се од ист интерес за вработените во армијата, со ист настап, со исти барања, да настапиме како два различни синдикати, но од една иста гранка. Но добивме негативен одговор, ни од претходниот, ни од сегашниот претседател на синдикат. Едноставно, они си имаат друго сваќање на синдикализмот, поише се стремат на нивни лични интереси и барања, отколку на групните барања за подобрување на правата и условите за работа на сите припадници во армијата. Значи, ако смеам да заклучам, професионалните војници немаат поддршка од останатите синдикати во армијата во моментов? А немаат. Доволен факт е да тоа што сите други 3 синдикати
имаат вкупно 4600 члена, отприлика околу 4600 члена, од вкупно 7300 вработени, значи повеќе од половината, а немаат ниту едно барање за статусот на професионални војници. Значи ниту едно барање да се реши најгорчливиот проблем на професионалните војници. Тоа е доволен факт да се каже дека овој синдикат кој што ја го раководам дека е единствениот кој што бара права за професионалните војници. Кога сме околу правата, би можеле ли на нашите гледачи да им објасните всушност што е борбата? Зашто се залагате и зашто се борите? Вака, професионалните војници се работат во Министерството за одбрана во армијата на договор на определено време. Порано беше на 3 години, сега се продолжува на 4 години. Професионалните војници работат 25 години на определено време, што ние сме единствени вработени во државата, во кој било категорија вработени, што работиме на определено време толку голем временски период. Тука имавме едно барање до претходното раководство за трансформирање на работниот однос според Законот за работни односи член 46, мислам дека беше, каде што ако работиш 5 години на непрекинато кај еден ист работодавец, мора да го трансформира работниот однос на неопределено време. Тоа стотици барања на професионалните војници беа одбиени од претходното раководство во Министерството за одбрана, од претходниот работодавец, и тоа е голем удар за професионалните војници, бидејќи најубавите години, 25 години ги работиш на определено време, тоа го нема никаде. Значи ние сме единствената категорија согласно устав дискриминирана и согласно закон. Втора работа кој што најболна за сите професионалните војници што немаме никакво пензионирање. Согласно Законот за служба, професионален војник после 45-та година добива опремнина и ја напушта армијата или да се вработи во некоја сродна институција. Реално во денешно време и последниве неколку години вработување во сродна институција не постои реално, или тоа е за ситно за неколку луѓе и тоа се знае како со врски со ова со она. Знаеме како се случуваат работите во нашава држава. Најголемиот дел професионални војници земаат опремнина, а тоа е многу лошо, бидејќи таа опремнина што ќе земат во вредност од 25-30 илјади евра, не може да им помогне да отворат некој бизнес, бидејќи ни 5% од тие професионални војници што ја напуштат немаат некој посебен занат за да отворат некој бизнес и ја напуштаат државата. Не е пензија, ја напуштаат државата, така да имаме огромно 80% од тие професионални војници што ќе земат опремнина ја напуштаат државата со нивните семејства. Значи имаме работоспособни мажи, возрастни, со фамилии, со деца, со жени деца, кои што ја напуштаат државата бидејќи после 45-та година армијата ги остава реално на улица. Така, на кое скаливо во моментов според вас се професионалните војници во армијата? Дали се на исто скаливо со останатите вработени во армијата или сепак се погоре како што и треба да е? Професионалните војници според Законот за служба во армијата се на најниско ниво, бидејќи според законот. Па според правата кои што следуваат од законот, тоа е делов и прашање во околу пензионирањето. Сите други категории имаат таква привилегија да се пензионират, само професионалните војници немаат. Значи офицерите кои ќе остварат 40 години пензиски стаж, согласно Закон за служба одат во пензија. Подофицерите исто и цивилните лица. Знаете дека професионалните војници како се вработат првиот ден до последниот ден немаат напредок у кариерата. Тоа што се првиот ден, тоа се и последниот ден. Професионален војник може да напредува у кариера само ако се пријави на конкурс за интерен оглас за да стане водник, подофицер, со тоа што како водник ќе оствари право на неопределено време и право на пензионирање. Исто и после 45-та година, ако остане како цивилно лице, што сега е многу голем раритет, скоро е сведено на нула тоа, може да оствари право на пензија, но само ако остане професионален војник, не му следува ништо. Значи, може да разберете, најбројна категорија, 3000 професионални војници, не ми е сватливо. Несватливо ни е за нас, бидејќи ова во другите НАТО земји е решено. Само кај нас не е решено. Затоа и тоа се основните, темелните барања на овој синдикат и тоа мора да го решиме, затоа што војниците премногу изгубија, многу генерации ја напуштија
армијата, ја напуштија државата, а ините генерации и немат никаква иднина. Дали во вашата област се подобри нешто со влегувањето на Македонија во НАТО? Што добивме, што изгубивме? Професионалниот војник не доби ништо, буквално. Немаме добиено ништо, барем да препишевме од некој закон, некое право за професионалните војници. Еве пример е Хрватската армија. Ние тоа што го бараме за професионалните војници, го има пример во Хрватската армија. Хрватските војници до јануари 2024 работеа исто до 45 години и заминуваат во пензија. Министерството за одбрана на Република Хрватска во јануари го направи измена на законот, кај што е помести границата на 50 години, исто сите на 50-та година професионалните војници да заминуваат во пензија. Така да тој закон е добар и ние го предлагавме според нашиви услови. Мора да се донесе таков закон, бидејќи нема друга иднина. Според вас, зошто не се носи, мислам, долги години, каде е, која кочи целата работа? Се е тоа Имате ли некоја информација или? Се е тоа до волјата на... Дори тоа што се менуваат влади се е исто. Ние армијата како започна, значи на почетокот беше вработувањето 3 години плюс 2 пати по 3 години. После видоа дека тоа не функционира, па го сменија до 35 години. Видоа дека и тогаш ќе немат војници, па го сменија на 38 години. Кога баравме од 38 да се зголеми на 45, велја не може, кога видоа дека многу војници ќе останат, ќе се отидат од армијата и армијата ќе остане без професионална војска, нема кој да ја брани државата, преку ноќ во 11 и пол навечер се свикаа седница на собранието и се изгласа измените тоа што ние цело време го баравме на едни протести кои што памтите 2008-2009 година, кои што година и пол седевме пред владата и спиевме за да решиме некој прашање на професионалните војници и го донесоа измената од 38 на 45 години, но сепак и тоа не е решение. Тоа е само продолжување на агонијата во кој што професионалниот војник работи и живее. Како што спомнавте на самиот почеток, во армијата сте долги години, од 2001-2002. Да. Кажете ми, сте поминале министри и министри, дали некој проблем ви се реши, дали сте постигнале некаков договор или си остана буквално се исто со некаков министар, дали имавте некаков договор? Дали е сега подобро, дали е погош? Јас мојот синдикат го раководам од 2021 година како председател на синдикат, претходно бев во друг синдикат. Имавме многу средби со министри, но реално никој посебно не направи ништо за професионалните војници. Единствената работа што се изборивме за професионалните војници, која е огромна привилегија. Не ве прашувам партиски ВМРО, не партиски. Стрикно дали некој ви помогнал конкретно или сите се исти. Со претходното раководство, со поранешната министерка Славјанка Петровска, направивме една измена на законот, кој што беше наше барање, беше дискриминирачка таа работа и го објасниме проблемот и се прифати од нејзина страна. Тоа е што професионалните војници добија закупнина од првиот ден на вработување, што не беше претходно така. Порано беше треба да работат 4 години, па после 4-та година стаж да почне да земат закупнина, кој е додаток на платата и кој што сега е во вредност од 200 евра. Закупнина се зема на месечно ниво? На месечно ниво, да, и професионалните војници, младите професионални војници до 4 години не ги узимаа. Тоа беше огромен проблем. Првото барање од нас беше тоа и се прифати. Тоа беше единствено нешто што тоа раководство на таа министерка го прифати. Ниедно од другите барања не беа прифатени, се беше како еден вид купување на време, одговлекување на проблемите, ќе разговараме, треба време, вака така, годините си одат и ништо не се реши. Така е, ве прашав за договор, но апропо минатото прашање, последователно ми доаѓа да ве запрашам дали од некој министер или старешина или нешто слично сте имале некакви притисоци, закани? Притисоци, закани имавме нон-стоп, ја лично кон мене имав. Последниве 3 години бев 2 пати прекомандуван, што е спротивно на законот за работници спротивно на колективниот договор. Зошто? Па еден вид заплашување, еден вид начин да се изврши притисок да
престанам во барањата на професионалните војници. Мисля дека ако со тоа ме заплаша дека ќе престанам. Треба првин, кога ќе одбереш непријател, треба првин да се распрашаш колку тој непријател што го создаваш е цврст. Спремен. Така да удрија во еден зид и не му успеа во тоа. Гледате и колку сум упорен у последно време, посебно кога ми го закачаат синдикатот, кога сака да ми го уништат. Така да сега го разгореа тоа што тлееше и не се откажувам, па ниту професионалните војници ќе се откажат, бидејќи јас како Александар Насковски сум лидер на синдикатот. Ја не сум синдикатот, јас сум нивниот лидер. Позади мене луѓето што стојат, членовите професионални војници, тие се синдикатот. Тоа сакам да ве запрашам. Дали имате поддршка од војниците, од професионалните војници во нивната борба фактички што ја прави? Имам 100% поддршка и од тие што ми се членови и тие што не ми се членови. Значи телефонот ќе ми прегори од звонење од пораки. Не можам дури да постигнем на сите да вратам, не можам на сите да им посветам внимание, тоа е премногу обврска, нели, и работни обврски, и домашни, и синдикални, и тоа, но се трудам да им на сите да им овозможам да им одвојам време, да објаснам некој проблем ако имаат, што се случува, што планираме, како планираме и така да тоа е тој синдикализам кој што треба да се шири, бидејќи ова е борба за сите нас. И јас сум војник и ако ова се реши, ќе се реши и за мене, и за сите мои колеги, и за сите наредни генерации професионални војници и така натаму. Спомнавме закани, спомнавте и вие закани. Дали можеби имате некој конкретен пример што ви се случило во минатото, некаква закана таму на пример стои? Да, закани имаме токму од лицата кои што ги прават фалсификатите, нели спомнав дека на вториот фалсификат ми избриша од сметката, направија и трети, четврт направија сега, тоа е дел објаснето во моите пресови и пред јавното обвинителство пресод на 7 ноември и сега во понеделникот пред Министерството за социјална. Значи имаме закани од лицата кои што учествуваат, се главни учесници, има и лични закани, и закани дека синдикатот ќе се уништи тотално. На кој начин? Преку СМС пораки? Преку социјалните мрежи, бидејќи лично нели не можат ќе имаат траг. Вака мисла дека ако се скријат за некој си профил, група на Facebook, дека може да останат... Значи креираат лажни профили, ви праќаат... Не се лажни профили, тоа се профили од кои што они нивни. Проблемот е што нивната, како да кажам, негативна енергија, нивниот залет во овој криминал што го прават во ова против синдикатот, ги надминува сите граници. И дури вакви лични закани на лична основа, значи на лична основа, да, и дел од нивните планови за наредни криминали ги најавуваат и ги објавуваат ги доставуваат до институциите кои што треба да ги спроведат. Значи тука е овој документ е наведен петиот фалсификат што планира да го направат. Значи ова е невиден циркус. Ова е невиден циркус кој што ако институциите продолжат да мижат зад овие работи, но тоа е тоа. Реалноста... Дали сте ги правиле сите овие закани? За сите имаат кривични пријави, како што реков има вкупно 6. За овие 4 фалсификати, за четвртиот фалсификат не сум поднал, се уште не можам да постигнам да напишам, бидејќи многу често ги прават. Сега на 30 август го направија третиот, на 18 ноември го направија четвртиот. Значи меѓу време направија уште еден, така да не можам да постигнам да веќе станав многу популарен во јавното обвинителство и во кај што се доставуваат документите. Сами ги срочуваат и тие кривични пријави. Да, значи веќе сите ме научија затоа што ова е невиден скандал кој што реално уште се дозволува. Ја апелирав неколку пати, не знам колку луѓето ги пратат и целосно ме слушаат на пресот. Јас реков дека ова е продолжен криминал, значи наследен криминал во Министерството за одбрана од претходното раководство. Побарав поддршка и од премиерот, побарав поддршка од сите институции. Дали добивте?
Немавме одговор од премиерот, од обвинителството знаеме како функционира, дека тоа е многу споро во прибирање на докази и во делување, ќе видиме каков ќе биде исходот од овие работи. Ние мораме да ја тераме и на друг начин синдикална борба, но еве на предпоследниот прес да го дадеме, сегашниот министер за одбрана господин Мисајловски не повика на средба, кај што се заинтересира за проблемот, бидејќи од негова страна достоинствено се извини зашто не можел да не викне во изминативе 150 дена за да разговараме за овие проблеми кои што не се направени од него, туку од претходното раководство. Тоа ми е едно и од се прашањата. наследени, да. Бидејќи има, како што реков, има структури во Министерството за одбрана кои што многу влијаат на овие министри, советници околу нив и така им прикажуваат друга слика. И затоа треба да се разговара, затоа е тој социјален диалог, затоа ние сме еден вид социјални партнери, за да разговараме за проблемите во армијата, за решавање на проблемите во армијата и на овој проблем што ни е наметнат, министерот за одбрана не прими, искрено. Дали чувствувате дека има надеж кај новиот министер, дали сака да ви помогне, дали... Што мислите? Мислам дека бидејќи ова беше прва наша средба, имавме претходна средба заедничка со сите синдикати за познавање, на таа немаше многу можност што да се разговара, туку чисто за познавање. Ова беше прва средба наша, само со министерот. Мислам дека ќе имаме соработка и тоа го изјави самиот министер, затоа и тоа што го планиравме да закажеме протест, го одложивме за краток период, бидејќи министерот изрази голема волја и загриженост за ситуацијата и рече дека ќе ја реши ситуацијата, што е направено во министерството и дека веќе наредната недела ќе не викне да разговараме за барањата на професионалните војници и за ова што долго време не се решава. Така да ќе почекаме да видиме дали ќе се стои на зборот и чекаме повик за да можеме да го решиме проблемот кај што ни доликува. Инаку се знае, професионалните војници искрено се многу разочарани и револтирани. 3 месеци најмалце уназад ми бараат да излеземе на протести, да го кажеме незадоволството и поради ова што му се случува на синдикатот, што не можеме да функционираме и тоа што не можеме никако да дојдеме до моментот да го решиме проблемот со статусот. И се надевам дека ќе го решиме во канцеларија како што ни доликува со социјален диалог, а не на улица како 2008-2009, но ако не се дојде до тоа, не се знае дека професионалните војници ќе остварат протест. До кога професионалните војници би чекале, условно кажано? До кога има трпение да почекаат, кога онака ќе си кажете чекавме што чекавме, сега веќе одиме на протести? Состанокот со министрот го имавме во понеделникот, на 25-ти, се договоривме. Дали има некакви рокови? Не, нема никои рокови, нели, отприлика колку може, ние дојдовме веќе до ситуација кај што требаше да закажеме протест во рокот наредните 10-12 дена. Така да 2-3 недели ќе почекаме, ќе видиме што се случува, дали ќе не повика, дали ќе има разговори. Се од тоа зависи од Министерството за одбрана, ако нема, се знае дека ќе мора да продолжиме на патот кај што сме тргнале. Војниците се решителни и верувајте дека ќе се повтори сценариото од 2009. Јас не сум за тоа, искрено. Секогаш сум за решавање на проблемите и на подобрување на правата на војниците и на сите припадници во армијата со социјален диалог, а не на улица, но ќе очигледно ако треба да дојде, ќе дојде. Александар, какви се во моментов условите на професионалните војници? Кажи ни околу тоа, околу јакни, околу јадење, околу се што ве тишти. Дали е тоа на некој завидно ниво или сепак? Ситуацијата не е баш на завидно ниво. Последната униформа која што професионалните војници ја добија беше 2018 или 2019 година, точно не знам. Тогаш беше министер за одбрана Шекеринска. Од тогаш неаме добиено она униформа маскирна. Тогаш се пожаливте па ви даде или она сама сакаше? Дојде до моментот до крај на униформата, така да мора да сакале неќе да дадат, но таа треба да се обновува, реално треба да се обновува. Значи тоа е потрошен материјал. Луѓе што ја носат секој ден на работа. Значи со години, значи тоа се троши. Условите, храната во војската, знаевте дека имавме договор со фирма Кетеринг.
Храната беше лоша од самиот почеток. Не беше само проблемот ова тровање што излезе со питомците во Војна академија, имаше и други тровања кои што не излегоа во јавност, но добро е што се прекина договорот со фирмата, затоа што јас лично сметав дека храната е неквалитетна и тоа се докажа со самото прекинување на договорот. Храната моментално во армијата што се подготвува не е на задоволително ниво, бидејќи сите професионални војници кои учествуваат на мисии, на вежби надвор странство под покровителство на НАТО, земјите имаат видено колку е добра храната и во каков квалитет е. Кај нас дури жално е да се каже дека некогаш за вечера професионалните војници јадат еден месен нарезок кој што треба да го делат на двајца. Тоа е ситуација која што е долги години, тоа не е од сега, тоа е од многу одамна и не се решава тој проблем. Многу тие додатоци што следуваат, како млеко, додаток и сите други работи дополни, и тоа е, фали, де фали млеко, де фали сок, де фали... така да мислам дека тука треба да се обрне огромно внимание на новото раководство, бидејќи нели сега ако сме НАТО армија, треба да биде све како што е НАТО армија. Дали имате информации апропо ова за останатите наши соседи, каква е состојбата таму во однос на ова прашање? Србија, Хрватска, Бугарија. Јас искрено не сум бил на ниедна вежба, на ниедна мисија, бидејќи нели председател на синдикат е омразена категорија во армијата. Од колеги ваши дали од мои колеги имам слушнато што биле дека е многу подобра ситуацијата, посебно со храната, е многу подобра и со условите за сместување. Значи, кај нас да ви кажам искрено не се вложува многу во инфраструктурата, а треба да се вложува. Пример ќе кажам што еве во касарната ја кај што работам, веќе 30 години од која армијата нема вода за пиење. Значи сите околни села имаат вода. Да, тоа е неисправна техничка вода, кој што е само за да измешаат се, но не можеш да пиеш. Значи сите ние си купуваме вода и си носиме секој ден на работа вода. Сета маха па и камен во бубрек ќе фати. Така. Значи вода нема, што тоа е никаков проблем кој што најблиското населено место до касарната е на неполни 300-400 метри. Тоа е основно човеково право. Основно човеково право. Голем проблем се стражарските места кај што престојуваат војниците, бидејќи како што кажав, професионалните војници се 80, може и 90% од тие кои што престојуваат во стражарските места. Какви се тие стражарски места? Стражари, објекти кај што војниците спијат. Него какви се што има проблем во нив? Тоа се објекти кои што искрено не се обрнува многу внимание на нив, а проблемот е што таму има војска 24 часа 365 дена годината. Значи може да замислите движењето, фреквенцијата на луѓе, значи мислите нема грење, такви работи или? И тоа, нема грење, нема некојаш вода, нема струја, некојаш со агрегати се долг период со агрегати се добива струја. Значи кебиња стари 20 години, кебиња перници по 10-15 години стари. Значи објекти кај што протекува, кај што има влага. Значи таа негрижа кој што не е од сега, туку оддамна, кај што долгорочно не се обрнува внимание и грижа и затоа тие објекти пропаѓаат. Но тие се објекти кај што 90% престојуваат професионални војници. 365 дена годината. Значи куќни објекти. Да, а тоа се многу такви објекти кај што и тоа е едно од нашите клучни барања после решавање на овој статусот на војниците, да се подобрат условите за работа, бидејќи тоа е катастрофално. Ние неколку пати од синдикатот издвојуваме средства да се купи туш батерија со туш за да се тушират војниците како нормални луѓе, не со од лонец, со лонче у раката како во 19 век. Така да има многу проблеми кои што треба да се решаваат. Претпоставувам дека не се многу такви стражарски места, па што не може да се посети. Па на број не ги знам точно, но поплаките што стигаат до мене од војниците, тоа е страшно.
Значи, јас лично сум го осетил тоа. Тоа е оној момент кој што не грижат за професионалните војници. Тоа е тој момент кај што професионалните војници се дискриминираат. Значи немаат грижа од тоа се работи за нив. Значи тука е тој системски проблем кај што не се грижат за тие кои што 80% извршуваат оперативната задача во армијата. Војниците обезбедуваат, војниците дават стража. Војниците на минус 20, на плюс 50 носат униформа, чизми, додека ние спиеме навечер, некој на ова ладно време седи надвор, чува некој објект за да заработи плюс некоја пара, за да може да земе, за да го нахрани семејството. И на крај, кога ќе го истрошиш после 25 години, значи 35 години ќе го избркаш од работа, ќе му речеш толку заврши, еве ти од некоја си опремнина од 30.000 евра, кој што ќе ја дадеш за кредитот што го имаш веќе, нема кој нема кредит. Или за лечење. Или така нешто за лечење, или ќе ја напушти државата, или ќе пробаш нешто тука да работиш за некоја плата што е упола од таа што си ја зимал. Така да и платите на професионалните војници се многу мали. Значи млад професионален војник зима 30.200 плата. Што е дали барем на време, заради тоа што има многу институции во нашата држава, државни, што плата им доснат по 2, 3, 4 месеци. Дали вие барем взимате плата на време? Платата да зимаме на време, но додатоците каснат. Каснат додатоците во образложение на министерот за одбрана дека претходното раководство оставило голема дупка, финансиска дупка, и поради тоа не се исплаќале придонесите од колективниот договор што произлегуваат, така да очекуваме да се исплата до нова година, бидејќи тоа министерот и јавно го вети неколку пати. На последнава средба што се видовме рече дека се ќе биде исплатено во декември месец. Така да луѓето чекаат, треба да земат огромни пари, средства кои што се талошат неколку месеци уназад. Но од нова година, од 1 јануари, ќе видиме дали се ќе биде како што треба, бидејќи има нов буџет, и дали ќе се исплаќа све редовно. Се надевам дека ќе биде се како што треба и се надевам дека ќе идеме само на подобро. Дај Боже. Кажете ми, од кој министер досега сте најмногу задоволни во однос на што најмногу направил за вас професионалните војници? Реално досега од никој министер, бидејќи клучните барања кои што сме ги барале не ги оствариле. А ова се клучните барања, ова е иднината на професионалните војници, ова е тоа што го заслужуваат, бидејќи кога може да го заслужуваат професионалните војници во другите НАТО земји, зошто не и ние, нели? Полноправни членки сме, така да како што имаат права тие војници, треба да имаме и ние. Јас на секој министр му кажувам една работа. Од вас зависи дали ќе бидете запаметен министер како најдобар министер во историјата на македонската армија, или ќе бидете во оној купон кај што министри како што никој ништо не направил. А тој куп е многу голем сега, така да многу министри помина и реално ништо посебно не направија, само како што кажав, агонијата на војниците ја зголемува, нели, кажав 35 на 38, 38 на 45 и тука застана и тоа не е крајно решение. Александар, вие сте многу искрен човек, морам да ви стигнам капа. Кажете ми, што мислите, дали во армијата доделувањето на чиновите се прави на некој популизам, со некој популизам, дали е се тоа некако наместено или процесите течат како што треба? Секој професионален војник има право да си конкурира ако има интерен оглас согласно законот за служба за да добие за чин подофицер. Знаеме дека има корупција. Тоа е документовано и претходно, имаше такви случаи кај што се фатија некои лица кои што зима мито за некого да се унапреди или некој да се прати на мисија. У тој дел можам да кажам дека кај нас како и секаде, мислам дека голем дел од нив е со пријателски врски или со мито или така, но има дел што мислам дека и така поминува, но сите тие проблеми може да се решат ако се решат овие круцијални работи како што се
статусот на војниците. Зошто го кажувам тоа? Затоа што професионални војник кога гледа дека се ближи на кај 45 и гледа дека нема што после, се ќе направи да конкурира и да успее да отиде, бидејќи со тоа Оди у ќе пензија. добие право на пензија, Така. ќе поработи уште 5-6 години после пензионирање и ќе замине во пензија. Така да сето тоа што е еден вид што било како корупција за таквите работи, може да се сведе со ова кога ќе секој војник кога ќе добие после 45-та година пензионирање. Или некое другото барање што го имавме, кај што имавме еден таков предлог, кај што професионалните војници баравме после 45-та година да преминат во агенција, државна агенција за обезбедување, кај што ќе обезбедуваат витални објекти од витално значење за државата и кај што ќе работат до наполнување 40 години стаж, а тоа е негде 51-52 години и да заминат со исти услови како и подофицерите и офицерите и цивилните лица. Така да кога ќе се случи тоа, таа промена, нема причина зошто некој професионален војник да тргне по тој пат на подмитување, на ова, за да успее во нешто да стане подофицер или за некој подобро работно место. Така, ако смеам да сублимирам, значи тоа не се случило еднашка, него од кога сте вие, од кога паметите, од кога сте вие таму од 2001-2002, па до ден денешен армијата функционира на тој начин. Па Во глобала. Во глобала, да. Значи тоа има и документирани случаи, има лица кои што има поднесено и кривични пријави од самото министерство. И кај што се водеа и постапки, кај што фатија една женско вработена во министерство што зимала мито, имаше и едно исто старешина, така да тоа може не се... да се искорени тоа. Кој одлучува на крајот од денот кој ќе добие чин, кој не? Па, Дали се тоа тоа се луѓе кои што доаѓа до крајниот момент, кои што одлучуваат како да се формира тој список пред да се потпише, нели, да се одобри. Не знам кои се тие луѓе, не знам точно да ви кажам како оди тој дел, но можам да кажам дека сите тие работи ќе се искоренат ако се случи ова што ние го бараме, но не е ова барање преку леп погача што се вика, ова е реално барање. Ова е нешто што луѓето го им треба и луѓето го заслужуваат. Па одење во пензија сигурно дека не е преку леп погача, нормално дека тоа би требало да следува последователно. Да, па бидејќи еве работиме рамо до рамо со офицери и со подофицери и ги гледаме моментот кога тој колега заминува во пензија, доаѓа момент ти го испраќаш, после кратко време тебе ти завршува 45 години, ти не добиваш тоа, а си работел цел животен век, што се вика работен век со таа личност. И тоа е голема неправда, искрено да кажам, само што не знам дали толку сериозно не сваќаат како што сме сериозни ние. Ние сме многу сериозни во ова прашање и не отстапуваме. Така да професионалните војници имаат многу причини да го остварат тоа. Деновие сте многу актуелни по медиумите, со вашите пресконференции, би рекол. Дали чувствувате некакви притисоци можеби во однос на ова прашање заради вашите пресконференции или можеби конкретни закани од некои лица? Реално ова прашање ми го поставија многу пријатели, колеги, реалноста е тоа што гледам дека сте решителни, не се откажувате така лесно. Да, можеби и мојата решителност и упорност не им дозволува да дојдат до мене да ми се заканат, така да единствено овие интересни закани по Facebook. Дури ви се интересни. Да, интересни се, бидејќи се документовани и многу лесно се открива кој ги пишува. Но нели, тоа ќе го ставиме за обвинителството и за службите кои што го работат тоа. Мене не може никој да ме заплаши. Се најдоа од нашите служби кои се тие луѓе што? Не знам, значи не се мешаме во работата на обвинителството, ќе си постапува овие. Мислам дали ве известиле дека случајот оди во некоја нагорна линија? Јас сум известен дека случајот се работи, се прибираат докази, се документува и бидејќи е обемен и многу често направија, многу материјал е тоа, така да треба сите тие да ги соберат докази и мислам дека ќе има исход кој што
Јавноста ќе биде многу добро запознаена за тоа што се случувало. Притисоци искрено немам. Некакви, например, обструкции за да закажете можеби протест. Дали сте забележале таква некоја си работа? Обструкции лично на мене нема да има и не верувам дека ќе има, но Дали е пробано? Од сегашниот министер, например? Не. Од сегашниот министер разговаравме дека треба да му се даде време. Па само што дојде. Да, реално реков, Реално гледам. мојата ситуација, рековме, ние баравме од самиот почеток средба, но нели како што реков, министерот се извини затоа што не повикал порано. Искрено побара време да го реши проблемот. Ние рековме ќе бидеме трпеливи, ќе почекаме, но тоа не значи дека ќе чекаме за секојаш. Така да кога ќе видиме дека не се мрднува ситуацијата од точка 0, ќе реагираме. Така да единствено што притисоци имам слушнато од моите колеги што им вршат притисок други структури во армијата, нели тие истите структури кои што имаат многу голема развиена мрежа за против војниците. Дали ги штитите на некој начин како претседател на синдикатот тие лица, дали имате некои такви овластувања? Јас многу војници имам заштитено од многу работи. Така да имаме поднесено неколку пријави и против команданти на единици кои што реално они имаат овластувања. И тие овластувања кога ги прекршуваат некој закон. Значи со тој прекршување тој закон прекршуваш права на некој, го обструираш за нешто. Така да ние сме реагирале така, сме помагале на професионални војници кои што им дисциплински постапки им се водат за ништо, само за вршење притисок. Колку да ги заплашат, ќе заплашат 1-2 за да се плашат другите 100-200. На која основа? Партиска основа? Не партиска основа, туку едноставно не те сака. Не те сака или сака да влее страв меѓу војниците за да би има послушност. Или можеби верска основа, сте забележале ли некаква таква работа? Верска неаме таква реално поплака неаме добиено до сега, но имаме добиено поплаки што војници биле казнувани за банални работи. Кај што војник кој што не било доволно јадењето за вечерата, како што ви кажував, и во слободно време има излезено од објект во слободно време, кога сите се слободни, до најблиското место да купи јадење и негов предпоставен го казнува затоа што отишол да купи да јаде. Значи, можете да замислите до кој степен се вршат притисоци само колку да се внесе некој страв и некој си, уствари тоа е основна работа. Значи, ако си гладен, ќе бараш јадење. Така, ако армијата не ти дозволи јадење, ќе си купиш сам. Сега не ти дозволи тоа што си излего да си купиш сам, а не си напуштил служба никаква, не си оштетил ништо. И за тие работи сум многу борбен и гледам да им помогнам на војниците и многу пати сум им помогнал во тие постапки. Сте имале закајни од тие команданти? Па не директно мене, но ми пренесуваат. Тој вашиот председател многу знае. Па знае, оти прочитал некоја повише книга од и некој закон повише од тие што треба да ги знаат и што да ги спроведуваат. И затоа тоа ми е работа, синдикатот е да ги заштити правата на работниците. Така. А кај мене се 95% во синдикатот професионални војници. Александар, ти благодарам за ова твое гостување, се надевам дека ќе се гледаме повторно само за убави теми, не за вакви, и дека на крајот од денот конечно ќе биде вашето горливо прашање за околу пензијата, клучното, решено. Ви благодарам многу на вниманието и на поканата. Секогаш. А на вас, драги мои, ве оставам така во добро здравје и доколку ви се допадне ова видео, знаете дека треба да притиснете лајк, да го споделите и сабскрајб.